Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо, кое што за сите кои што ќе почнат да го гледаат од овој момент е снимено видео, а се снима од просто едноставна причина што вака кога ги снимаме видеата, квалитетот е подобар и по квалитетен за слушање, без да се занимавате со тоа дали врската не е добра, дали не се слушаме и да се концентрирате само на разговорот што го правиме. Денеска го имам задоволството да го, како соговорник да го имам Стефан Алексовски и со него се договоривме дека ќе го представам како човек кој што слободно размислува и слободно донесува одредени заклучоци на интересни и важни теми во нашава реалност и нашиво секојдневие. Стефан, се надевам дека ќе одиме на ти. Добре дојде на каналот Татунчо. Стефан, има две работи кои што во денешно време некако испливуваат на површина, а тоа е формата на нашата планета или на земјата на која што живееме и индикациите дека можеби хелиоцентричните научници од минатото како Коперник, како Галилео, како Њутон, можеби и не биле толку право за оно што ни го кажуваат. Што знаеме за тоа? За тоа може да знаеме само ако читаме нешто, ако истражиме нешто и ако запишеме. Јас немам што да се правам некој научник или нешто друго. Јас истражувам веќе година две Свето писмо, Библија, и се темелам на тоа што е запишено во Библијата. Во Библијата е запишено дека земјата е рамна и има темел, бидејќи овие кои истражувале дека се врти околу сонцето, ова е мислам, тоа е измислено нешто. Не сум баш запознаен со работите на Коперник и на овој другиот, али ова е една тешка манипулација, лага која е јазуитска или вавилонска или римска, која е измислена. Сите аргументи, факти ќе ги потврдиме со Свето писмо, според мене, јас тоа што го имам истражувано. Додека луѓето кои се запознаени со работата на Коперник и на овие другите, мислам дека треба да почнат, или кои веруваат во овие научни работи на Коперник и на овие други, треба да почнат со читање на Свето писмо од почеток. Затоа што таму се извинувам што ќе те прекинам сега, бидејќи јас го отворив дигиталното издание на Библија на македонски јазик, бидејќи се повикуваш на Светото писмо, јас би го отворил, значи тоа за да го споделиме, да го гледаат луѓето, додека коментираме на кои стихови, на кои глави, на кои делови од Библијата се повикуваш. Види, од почетокот на прва Мојсеева, која е Битие или создание на светот, тука се спомнува како е создан светот. Добро. Значи, јас ќе читам на српски, бидејќи така имам сега кај мене. Значи, само кажи ми од која книга читаш, јас ќе го отворам македонското издание и ќе го ставиме во видеото. Ова се вика Нов савремен превод, Свето писмо. Добро, прва книга Мојсеева? Да, прва книга Мојсеева, тука се опишени најдеталните работи кои сакат научниците да докажат дека не се така. Али тука можеме да видиме дека светот е создаден во 6 дена, имаме многу докази дека е светот створен за многу краток период и можеме да видиме и да прочитаме на кој начин е создаден светот. Значи, прва книга Мојсеева е почеток на цел свет. Значи, ако како книга или како збир на книги е Библија или библиотека, ние може да видиме дека во библиотеката има збир на книги. Така и во Библијата има збир на книги, во канонскиот ред кој е создаден од, да речеме, еврејски стручњаци и теолози, има 66 книги.
Има и други апокрифни книги кои се добри да се истражуваат, али за нас е битно да се запознаеме прво со овие 66 кои се дадени во Светото писмо, а за другите кога ќе дојдеме до спознание што и како е запишано во Светото писмо, може да ги истражуваме и нив. Добро. Сега, од научна гледна точка, сакам да ни се наметнат дека ние сме никој и ништо на ова земја, ако кажам планета, значи самиот збор планета има внатре план и тоа е намерно направено така за да се манипулира со нас. Бидејќи не сме сигурни за обликот на земјата, ние може да видиме дека во Светото писмо е запишано дека е круг земјалски. Површината на морето е водорамна. Значи, тоа сите го знаеме. Кога ќе одиме на море, не може да видиме искривено море. Така да, битно е сега кога си отворил Свето писмо Библија, да се почне од почетокот, да се види дека Сонцето е створено во четвртиот ден. Така да, ова теза што ја спомнува дека се врти околу Сонцето е голема лага, манипулација. Ако сакаш ти може да прочиташ, сакаш јас може да прочитам. Така, значи зборуваме за глава број 1, значи од книгата Битие, потоа рече Бог, нека се појави светлина на сводот небески што ќе осветлуваат земјата, за да го делат денот од ноќта и да бидат знаци и времења на деновите годините. И нека светот на сводот небески за да осветлуваат земјата и би така. И создаде Бог, значи зборуваме од 14 до 17, односно до 18, значи и создаде Бог две големи светила, светило поголемо да управува со денот, а светило помало да управува со ноќта и звезди. И ги постави Бог на сводот небески да ја осветлуваат земјата и да управуваат со денот и ноќта и да одделуваат светлината од темнината. И виде Бог дека е добро. И јас тоа го имам. Тука. Тоа е во сите светопи, мислам во сите книги е така запишено во Библијата. Подсетен. Сега тука се спомнуваат, значи, Сонце, месец, звезди и свод. Сега, што знаме ние за свод? Ајде да видиме што знаеме за сводот. Да видиме што знаеме за свод. Бидејќи многу луѓе се изманипулирани, како што бев јас. Значи, јас до пред година дена мислев дека Земјата се врти околу Сонцето и дека може да се патува во Вселената и не знам да се оди на Марс, на Венера, не знам, на некои други планети или на месечината. Али кога сватив дека тоа е се изманипулирано или исценирано или наместено, значи не може некој да дојде да ми каже сега дека некој отишол на Марс, бидејќи овој свод што се спомнува е како покрив над нашата земја. И тоа представува бариера или водена бариера која не заштитува нас и мислам да нема никаква надворешна интервенција. Овој свод што е окружен меѓу нас. Подобро би било да спомнеме сега во овој контекст, ти пуштив една книга на Вибер, ова се вика Круг земјалски. Авторот на оваа книга е Елвис Дуспара, човек кој го има истражувано Светото писмо, кој со голем труд и напор има дадено факти, аргументи и безброј стотици докази има како изгледат на земјата. Мислам, точно не знаеме како изгледа, али основното да знаеме дека има темел и има свод. И од страните меѓу сите наши континенти имаме, да речеме, леден зид. И имат некои луѓе поминато преку
тој леден зид, али бидејќи сите држави имат споразум за антарктички договор, имат договор за да никој не го прелетува тој антарктички зид. Значи од 1946 година адмирал Бърд го има откриено, да речеме. Имат и други откриено пред адмирал Бърд, овој леден зид, али после адмирал Бърд изјавува во вестите дека тоа се значи околу нас да речеме леден зид, има и места кај што може да се помине тој леден зид. После некој време овој адмирал Бърд убиен и во 1948 година се формира НАСА. Да знаете дека НАСА на хебрејски значи измама или превара. Така да од тој гледен аспект имат и сите држави направено антарктички споразум да никој не прелетува и никој не води на овој на јужен пол, како да кажем. Тоа значи ние сме центар на земјата, а околу нас е тој леден зид. Така да доста луѓе можат да истражат на интернет, а ти меѓувреме ако можеш да ја отвориш оваа книга, се вика Круг земјалски. Еве, книгата ја отворив, се гледа. Моментално Елвис Диспара Круг земјалски. Тука имаме посвета, претпоставувам дека е за тебе. Не е за мене, таа е електронски. Електронска верзија, добро. За да можат луѓето да ја преземат, ако можеш да ја ставиш во видеото како материјал, да можат да видат во каква измама сме живееле. Бидејќи авторите се... Ќе ставиме книгата на каналот Татунчо, значи на Телеграм, бидејќи таму не е безбедно за споделување на вакви работи. Татунчо канал на кирилица, слободно, значи после ова видео ќе ги имате книгите кои што Стефан ги споменува. Продолжи. Да речеме за ова равна земја, јас дознав многу скоро, бидејќи се занимавам со проучување на Свето писмо, имам некој мал број крупни луѓе кои деламе исто мислење со мислење со мене. Го проучувам писмото од почеток до крај и да речеме со некои видеа, некои докази. Јас до пред година дена не знаев дека земјата е рамна. Мислам, бев во заблуда, бидејќи од мали сме програмирани да веруваме тоа што ни се сервира пред очи, а тоа е како во основна школа ни дават глобус и пример ние сме запознаени дека земјата се врти околу сонцето и ти некои ствари кои се, да речеме, наметнани во образованието, кои сме ние пропагирани. Во школото 90% не може ништо паметно да се научи, али може да случи многу лоши работи. Така да и овој владика Николај Владимирович има кажано дека школото не да не напредува во духовен раступ, но назадува. И да речеме во историски гледни точки, ова историја што сме учили ние во школата е малце изфалсификувана. Знаеме дека историјата ја пишуваат победниците. Да се навртам за овој за равна земја, мислам дека беше негде мај месец оваа година, 2024 година. Имав јас уште некои дилеми како шо, али знаев дека можам да најдам некој доказ, лично да го видам дека е тоа така. Едно утро, околу 6 часот излегувам надвор и ја гледам месечината на десната страна, а сонцето на левата.
И Добре. тоа се гледа дека е ден. На топка, на глобус, тоа не може да биде така. Значи, нема шанс. Ако месечината ја прекрие сенката на сонцето, нема да се гледа сонце. А, а у обратна ситуација, пример, кога имаме на источна страна, да речеме, сонце, а на западна страна месечина, тоа е можно само на рамна земја. И ние кога гледаме, сонцето и месечината се движат како стрелките на часовник. Така да, тој беше голем доказ за мене. Потоа ми излегува видеа како имат направено како обликот на земјата е излажиран, да речеме, се спомнува дека Русија е најголема земја и не знам колку илјади километри се споменува дека е Русија, а Африка ми изгледа како помала. А кога се гледа реалната слика на Африка од еден крај до друг крај, е со 1000 километри поголемо од површината на Русија. Од едниот до другиот крај на се извинувам, од едниот до другиот крај на Русија е пократко растојанието отколку од екстремниот запад до екстремниот исток на Африка. Тоа го знам и јас на сличен начин на кој што на мапата на светот Гренланд се прекажува како е огромен остров, малтене како пола Африка, не е толку голем колку што се представува. Овие се значи веќе дебункирани работи, односно веќе откриени работи, но ќе ми извини што ти упаѓам во збор, ова повторно не е никаков доказ дека земјата е рамна. Ајде да одиме малку на по-конкретните работи. Што можеме да... Значи, јас не велам дека земјата е сфера, но се обидувам да сватам по кој основ треба да видиме дека е рамна. Па види, затоа што имаме, да речеме, наука, имаме и вера. Сега, луѓето кои се темелат на наука, они истражуваат, испитуваат, проверуваат дали тоа што е запишано или тоа што е измислено е така. Вера е нешто што Бог преку неговите пророци го има запишано во Светото писмо и ние можеме да се базираме на тоа што е запишано во Светото писмо. Имаме доста аргументи ако го истражуваме Светото писмо почеток до крај. Значи, да видиме дека тоа што е запишано е точно. Многу луѓе ја спомнува Библијата како вистинска книга, али они го делат, ја делат Библијата на два дела, Стар и Нов Завет. Ова не може да биде точно, затоа што Библијата е една целина која е запишена од страна на Бог, за да може да се разбере суштината и планот на кој Бог сака да не избави од гревот. За рамна земја јас само ќе ги спомнам некои, да речеме, некои цитати и, да речеме, некои стихови кои се запишани. Тоа може да читаме ако ти е отворена Библијата. Да, отворена е, само ќе ми кажеш кои стихови за да ги пронајдам. Да, 2 Самуилова. Добро, тоа е во Стар Завет, така? Да, тоа е пророк од Стар Завет. Океј, океј, само да го пронајдам. Како се вика книгата? 2 Самуилова. Пророк Самуил ја пишува. Ја барам овде за...
Дали можеш да ми помогнеш кои книги се прети после неа, затоа што во оваа книга што ја гледам јас не можам да ја најдам. Каде се наоѓа, помеѓу кои две книги се наоѓа во содржината ви? После Исус навин. Аха. Кај мене после Исус навин е книга Суди Израилеви. Добро, после Суди има Самуил. Рут, Царство. Добро, после Царство, Летописи, Ездра, Немија, Товит, Јудита, Естерија. Сега, ќе ми извиниш, какво издание е тоа што го имаш кај тебе? Католичко, протестантско, православно? Па види, ова е, да речеме, современ, нови современ превод. Издањето е, да речеме, па не знам кој го издал, битно. Ајде ќе го побарам на... Институт за хебрejски јазик Белград. Тој е, мислам, така е преведено. Од Институт за хебрejски јазик. Библија... Сега ќе го побарам. Добро, те молам, прочитай го ти стихот и јас ќе се обидам да го најдам. Да, јас ќе го прочитам, значи, на српски. Ова е 2 Самуил 22:10. 22:10, значи, вика, савио е небеса и сишо, тамни су облаци били под негови ногама. Тука се говори, значи, Бог е направил небеса и темните облаци се под неговите нозе. Кажи ми на која страна е тоа, го најдов, мислам, изданието. Тоа е 249. Океј, Самуилова, океј, добро. Кој стих? 22, 2 Самуилова 22. Океј, Самуилова 22, океј. Чекај да видам дали имаме зум тука, мислам дека нема, но еве го 10. Савиве небеса и сишо, чекај да видам вака дали можам јас да го зумирам. Не може да се зумира, но ете, ќе го споделам на овде ќе се сподели, еве го, switch screen. Еве значи, книгата што ја цитира Стефан, продолжите, молам, значи, нови savремени превод, да, во ова има таа книга Самуилова, се извинувам, македонското издание нема, ќе разговараме после и за ова. Продолжи. Тука се спомнува дека Бог е тој што ја создал земјата. Не е нешто што е преку милиони, милиарди години создадено. Од почетокот на светот до денеска имаме околу 6000 години. Тоа уште не е исполнето, затоа што ако гледаме оригиналниот родослов на сите патриарси кои се од Адам па до денеска, мислам до Христа, тоа е околу 4000 години. Во некои Библии има додадено плюс години на овие патриарси кои живееле во тој период, затоа јас сматрам дека ова што ја пуштив сега, значи нов современ превод, во неја се опишени годините како се точно запишени во оригиналниот хебрejски превод, бидејќи цело Свето писмо е пишано на хебрejски јазик. Некој што вел дека Новиот Завет е пишан на грчки јазик, тоа нема врска. Тие луѓе биле сите евреи и е пишано на хебрejски јазик. Така да од почетокот на Светото писмо може само да има смисла во хебрejски јазик, затоа што на хебрejски јазик човек е Иш, жена е Иша. И после може да видиме како е спомнено Адам, а само Адам има смисла во
во хебрејски јазик да точно значи земја или Адама е земја. И Бог го створил човекот од прах земјалски и во него му вдахнал дух животен. И така настана жива душа. Значи, ние сме створени по Божје обличе и ние сите имаме дух животен. Ако го немаме овој дух, ние не можеме да функционираме, ние биеме само предмет. Доста луѓе кои се теолози или запознаени со Светото писмо, јас не сум теолог, не сум некој што проповеда, што изнесува, да речеме, факти и аргументи. Јас сум само човек кој ја бара вистина. Значи, јас верувам дека се што е запишано во Светото писмо се остварило и овие работи кои се запишани во пророчките книги ќе се остварат. Светото писмо е создадено од 4 дела. Тоа се Тора, или тоа е закон, или да речеме начин на кој треба луѓето да живеат. Вториот дел е Невим, тоа се пророци. После имаме Кетувим, тоа се списи, и четвртиот дел е Нов Завет. Нов Завет го зборам затоа што во хебрејски јазик тоа значува Берит Хадаш, а Берит е сојуз. Значи, во Стариот Завет имаме сојуз кој го Бог прави со одреден народ, а во Новиот Завет овој сојуз важи за сите. Добро, Стефан, каде го гледаме тоа дека овој Новиот Завет важи за сите? Во кој стих, например? Јас тоа го немам најдено во Новиот Завет. Го имам читано и немам најдено дека тоа важи за целото човештво. А напротив, имам делови од Евангелието каде што Исус вели: ова е само за синовите на Израелот, односно на 12 племиња Јаковови. Да, точно, тоа се запишува така, али потоа изборува на оваа жена која му вика: нели и кучињата треба да јадат од ронките кои ќе паднат. И Исус и вели на оваа жена, вика: во право си, твојата вера те излечила. Мислим, не знам за кој точно стих станува збор, али за да се запознаеме ние кој е Бог, мора да читаме. Така? Проблемот е сега во нашата денешница. Пример, јас како незапознаен 28 години со Светото писмо, сум слушнал, разбираш, али никогаш не сум земал да истражувам, да читам, да поучувам, да гледам, да слушам. Ете, го спомена создавањето на човекот и јас се извинувам што вака правиме цик-цак, ама е интересно за разбирање. Ќе го споделам овој дел. Еве, тука, например, во првата книга Мојсеева пишува, вели вака. Прва книга Мојсеева, прва глава, стих 27. И го создаде Бог човекот според образот свој го создаде, машко и женско ги создаде. Сега моето прашање кој што јас го имам обработувани од други места е дали тука го гледаме создавањето на човекот или во наредната глава, каде што, значи веќе втора глава, стих 7, а го создаде Господ Бог човекот од прав земјин и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Види, бидејќи мораме да се вратиме 4000 години назад, да видиме на кој Господ му го дава визија и кој е тој што запишува. Сеедно, значи сакам да кажам дека во првото создавање пишува, нагласува дека станува збор за маж и жена, дека ги создал, додека овде има создавање само на маж. Во втората глава создава само маж и подоцна го знаеме тоа дека создава од реброто негово, вели. И рече Господ Бог: не е добро за човекот, значи глава 18, односно стих 18 веќе од втората глава, вели: рече Господ Бог: не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. Па нели во првата глава создаде маж и жена? Види, затоа што на Мојсеј му е дадено визија како треба тој да ги запишува работите.
Тоа е Ама исто. сигурно, каде пишува дека Мојсей ги запишува овие работи? Например, книгата Битие се случува многу пред да се случи Мојсей, значи настаните Мојсей ги нема посведочено, некој требало да му ги каже. Точно, значи Мојсей бил на планина Хорив, на место Синај во Саудиска Арабија денеска 40 дена, 40 ноќи и до тогаш ова Во Египет е Синај. види има да речеме две теории кои се да речеме кои се спомнуваат во денешно време. Ово што е во Египет, ова е малку излажирано, малку повеќе. Добро. Вистинскиот прелаз или премин на израелците од Египет во Саудиска Арабија се случил преку раздвоењето на Црвеното море. Црвеното море не е во Египет. Добро, ќе дојдеме до таму, ама сега збориме за тоа. Сега, кој од овие две создавања на човекот ќе ги земеме за точно? На првото вели маж и жена, а сега после тоа во наредната глава, кога заборавиме што се случило претходно, вели создаде маж. И после го знаеме моментот. Вели, стих 21, затоа Господ му прати на човекот тврд сон, па кога заспа му зеде едно ребро и наместо да го пополни со плод. И нели создава жената? Точно, види, јас не може да ти образложам точно, само сакам да кажам за луѓето да го разберат ово. Ова што рече ти за Иша, еве го, стих 23 од глава 2 вели, а човекот рече, еве сега коска од моите коски и плод од мојата плод. Нека и бидете името жена, и овде во еврејскиот стварно пишува Иша, не вели Хава или Ева, туку вели Иша, зашто е земено од мажот. Значи, маж, жена. Мажот е Иш, жената е Иша, да. Значи, ама од друга страна имаме Хава и Адам. Значи, Адам и Ева. И навистина ова е многу важно да се разграничи што е точно, зошто ги имаме овие две создавања, за да можеме да ги земеме како догматска основа да продолжиме натаму. Повед. Сакам да кажам дека и двете се исправни и се точни. Бидејќи до пред да се даде Тора или петте книги Мојсеви на планина Хорев или Синај, да бидат запишани, тоа се пренесувало усно. Сега, луѓето немам некој образложение зошто е тоа запишано така, али да знаеме дека на Мојсе му е била дадена визија, пример како јас сега што гледам во телефонот или во камерата и јас запишувам тоа што ми се дадо, што гледам во одреден момент. Сакам да кажам дека тоа што е запишано тоа што е видено. Така да и другите пророци што ги гледаме после Мојсей, им се дава визија или да речеме сон или им се јавува директно и со нив се разговара. И они го запишуваат тоа што го виделе. Така да можеби некои други теолози, ако поканиш во твојата емисија, ќе дадат образложение на овие две работи кои ги спомна. Јас не сум толку истражувал да знам што е исправно, што не е, мислам дека и двете се точни. Така да оставам простор за да го зборам тоа што го знам. Другите луѓе кои имат подетална информација за тоа, можеби ќе се јават и ќе те контактират тебе, па може да правиш интервју со нив. Така, точно. Значи, имаме некои и други стихови во Светото писмо кои можат да се протумачат или да се прочитат за обликот на земјата. Затоа што има многу, во оваа книга што е Круг земјалски има дадено исто стихови од Светото писмо. Има да речеме имат
и дадено и слики, и да речеме и образложение и некои други работи. Препорачувам луѓето да ја погледнат, да ја преземат или да ја прочитат оваа книга бесплатно, може да ја испечатат. Овој авторот е од Хрватска, книгата може да се купи онлайн преку страната на овој elvisduspar.com, али за македонската јавност овде имате бесплатно, значи можете да ја преземете, така да интересно е да се прочита и да се провери. Значи, јас денес што ќе зборам, сакам да ме проверите во се што ќе кажам. Значи, ако има коментари, можеш ти, Влада, да ме информираш, ако знам да одговорам јас на нив. Така, ќе го имаш линкот од видеото, ќе можеш сам да одговориш, значи нема потреба јас да бидам твој адвокат во случајов. Јас сум тука само да го оставам просторот. Ајде да видиме една многу интересна работа. Зборуваш за тој сводот, кој што многумина кои што ја заговараат оваа теорија зборуваат дека нели над самата земја постои купола од водот која што не може да се надмини, не може да се проби. И таа купола, нели, се спомнува во првата глава кај што нели Бог создаде свод на небото и на тој свод ги стави сите светила. Што се всушност тогаш тие светилата? Значи што се сонцето, месечината, ѕвездите, ние од сонцето ја добиваме практично сета енергија. Правиме се во денешно време соларни панели, знаеме дека во лето тоа што сонцето грее многу повеќе ќе се нагрееме и дава топлина животот буј. Какво е објаснувањето за овие, значи, тела на небото, сонце, месечини, звезди? Што всушност представуваат тие? Тие се извори на светлост, како што е запишано во Светото писмо. Значи, они се овде да ја осветлуват земјата, да ја затоплуват. Значи, ние може да видиме во почетокот не било потребно за да се создадат растенија, за во вториот или во третиот ден се создадени растенијата, немало сонце и дрва, да речеме. Значи, не зависат растенијата, дрвата и нешто слично од сонцето. Зависат од Бог. Така да, интересен збор од Бог кога се спомнува. Ти имаш истражувано, знаеш дека Елохим е, да речеме, збор за Бог или за Богови, оригиналниот што е, да речеме, за еднина е Ел или да речеме, кога се изразуваме со почит, е Алуах. Зборот Алуах е еднина од Бог. Овој Бог има, мислам, самиот збор Бог има некој паганско порекло кај нас. Така да, кога го спомнувам јас зборот Бог, да знаете дека станува за збор за Алуах. Тој е еднина од Елохим. Елохим се богови. Еве го ставив тука малце да се гледа, значи за кој збор станува збор. Вака се пишува на хебрејски, како што го пишува тука и вика зборот Елохим е граматичка множина, именка за богови или божества и се наоѓа на различни места во библискиот хебрејски. Вака, да биде малце интерактивно, да не биде здодевно видеото. Продолжи. Затоа ти објасни дека не зависат, да речеме, сите работи од сонцето и од месечината. Звездите се опишани како ангели. Овие што го гледаме ние на небото, кога ќе се по некоја научна, да речеме, основа, звездите се оддалечени милиарди километри од нас и они се слични како сонцето. Според некоја научна, јас што имам сознание, што имам учено, кога ќе гледаме ние да речеме со добра камера, кога ќе го зумираме и сонцето, кога ќе ја зумираме месечината, гледаме дека тоа не се некои милиарди километри оддалечени или звездите кога ќе ги зумираме, они се како треперечки објекти. Значи, се што е создадено од Бог или од Алуах.
ние, луѓето, сме создадени исто како и животните и другите, да речеме, работи, али битно е за луѓето да почнат да читат нешто, да се информират. Бидејќи луѓето кои не се почнале со читање, да речеме, на Светото писмо, Библија, они имат две мисли во глава. Дали ова што се училе во школа е исправно, или ова што го пише во Светото писмо е исправно. Јас сум тука за да им дадам некој поттик, мотивација на луѓето да почнат со читање на Светото писмо од почеток, бидејќи денеска современиот човек нема многу време, препорачувам да се почне со гледање на емисии, има на YouTube аудио Библија, или има, да речеме, коментари на Библија. Јас сум почнал така, значи немав Свето писмо Библија, го почнав со читање, со гледање на емисии од овој Србинот кој е, да речеме, и доктор на науки, и геолог, и палеонтолог, Мирлју Петровиќ, кој на својот YouTube канал има направено емисија коментари на Библија, има околу 259 емисии и таму точно тој го објаснува како е, да речеме, го чита библискиот текст и дава образложение во одредена ситуација што се случило. Затоа препорачувам луѓето да се запознаат прво со Светото писмо. На твојот канал повеќе луѓе се со отворен ум, кои размислуваат со своја глава, проверуваат се што ќе слушнат и така да ретки се тие луѓе поединци што не се изманипулирани или били изманипулирани, а сега се освестени. Еве, сега јас ќе споделам, не знам дали го гледаш кај тебе, дали е овој Мирољуб Петровиќ, дали се гледа? Да, можеш да одиш во плейлист. Добро, во плейлист, окей. Ќе му дадеме малце време, окей. И овде имаш коментари Библија 4 поред. Коментари Библија, окей. Сега нема да го пуштиме видеото, ќе го ставам на пауза. Немаме. Сега вака, бидејќи сме и на Skype и на YouTube, малце оди. Еве ќе ставам мјут. Во секој случај за тој човек ставно збор, има гостувано на македонски емисии. Ево го човекот, така? Така да. Тие се, значи, тоа е човекот, продолжите му. Начинот на кој он ја коментира Библијата е според мене исправен, со некои ставови не се слагам со него, али да речеме во основа за почеток е добро сите млади луѓе кои си постари да се информират, бидејќи постарите поминале еден духовен геноцид, тоа се вика комунизам, во кое постоењето на Бог се негирало, се спроведувало некои да речеме некои лоши работи кои оставиле многу духовни последици на нашите, да речеме, татци, мајки. Постарите луѓе биле поврзани повеќе, да речеме, со обрадување на земја, со стока и на тој начин немале многу време да се посветат на овие работи, на духовниот дел. Али кај секој од нас има Бог ставено центар за духовност, тоа се наоѓа овде во челниот режим, и ние затоа се разликуваме од животните. Животните се на некој начин побрзи од нас, помудри за некои работи, имат подобро развиено осетило за слух, мирис, вкус, али го немат овој центар за духовност. Интересни се овие емисии кои ги спомнувам во овој интервју. Се надевам дека луѓето ќе почнат да
да ги гледат тия емисии. Значи, не е нищо съвършено тук на Балканот, али за да можем да имаме некаква представа дали ова што сме го учили е исправно или ова што го пише во Библијата е исправно. Сега добро, интересно прашање, извини, ќе влезам пак јас со моветот. Те молам да ги погледнеш овие 3 книги. И горе-долу испаѓа дека е истата книга на различни јазици, ама не е. Значи, ова најдесно што ја гледаме е македонското издание, она кое што го користи Македонската православна црква. Православно на македонски. Ова е италијанско издание на Ватикан, издание на издавачката куќа Свети Павле, 68 година, издание католичко. И ова е Библијата на, не знам дали се забележува, King James Version, значи верзијата на Крал Джеймс, протестантско издание. Значи, мојата љубопитност кон Библијата е толку голема што консултирам различни изданија и ти го спомена сега на српското издание кое што рече дека е превод од хебрејски. Која од овие 3 варијанти е точната? Јас можам да ти гарантирам дека се разликуваат помеѓу себе. Бидејќи во секоја Библија има одреден канон. Пример, православната црква се одредува кои книги ќе влезат во нивниот канон. Протестантската одредува кои ќе влезат во нивниот канон, а англиската како е таму или италијанска? Англиканска е англиската, оди во корпусот на протестантски цркви, ама е англиканска црква, почетоците се нели од Хенри VIII, кој што за да може да се разведе од првата жена, морал да смени нешто, па ја сменил црквата и тука почнува нели тоа раздвојување на англиканската црква од Рим. Види, сите се добри за почеток. Значи, немаме совршено, значи нема совршена Библија, значи и ова што читам јас има некои пропусти. Али редоследот на книгите кои ги спомнав јас, Тора, Невим, Китовим и Нов Завет, во ова што ја читам јас се подредни како подред. Бидејќи имаме книга на Тобит, имаме книга на Јудита, имаме книга на некои други кои се споменати во православната, тие се добри за проучување, али редоследот не е како што треба. Да речеме, во ова што читам јас, после книга Немина, тоа е после изградувањето на вториот храм, кој се случил во Ерусалим. Таа е последна книга од Светото писмо во Стариот Сојуз или Стариот Завет. А потоа почнува Новиот Завет. И тука се гледа, да речеме, како умеѓу време имаме пропуст од околу 300-400 години. Тие 300-400 години можеме да ја читаме книгите на макабеиците, али тоа не се случува во Ерусалим, тук се случува во Египет, макабеиците кои се запишени во православната Библија. За почеток, било која Библија е добра. Значи, јас сега истражувам и апокриф и некои други работи кои се поврзани со Стариот Завет. Има детали или финеси кои се образложуваат во овие апокрифи. Може да ги спомнам, тие се спомнати во Светото писмо. Тоа се како книга на Енох, книга Јашарова, има, да речеме, и книга Јубилеи. Тие се 3 апокрифи за Стариот Завет кои дават некое мало образложение за некои ситуации кои се случиле во времето на да речеме на Мојс, на Ное, времето на Аврам, времето на неговиот син Исак, Јаков и после 12 Израелови племења и во времето на Мојсе. Тие се, да речеме, во Стариот Завет кои ги спомнав.
на интернет може да се најдат, али прво да се запознаеме ние со основата. Добро, Да кога речем, станува збор за основата, мене ме интересира како тоа, ти велиш дека еврејскиот е оригинален и треба да го наблюдуваме еврејскиот текст, кога еврејскиот текст е минимум 9 векови по-нов во однос на грчкиот текст или војниот текстот или ајде, Септагинтата. Ако земеме дека овие што се Мазоретскиот или Ленинградскиот кодекс, кои што се земени како хеврејска основа на Стариот Завет, се толку, отприлика 9 векови понови во однос на Септагинтата, каде што текстот е на, нели условно речено, старогрчки, односно тој кој не јазик. И сега како, ајде да речеме да се 90 години разлика, толку и така 900 години разлика. Сакам да кажам, бидејќи септа на грчки значи 7 или Септуагинта, тоа се избрани, да речеме, еврејски теолози или да речеме рабини кои имат преведено оригиналниот еврејски текст на грчки. 6 по 12, 72, така? Не знам која година тоа е. Не, 6 по 12, 72, 6 рабини од секој племе на Израел, така оди легендата. 6 рабини од секој племе на Израел, наводно, нели, во Александрија работеле на превод на ова. Ама оригиналот од кој што тие преведувале го нема. И наводниот оригинал се појавува некаде, тоа се појавува низ Европа во текот на 6 век од наша ера, времето на Карло Велики. А Септагинтата е од времето на Птоломеите, значи 3 век од наша ера. Од пред наша ера, се извинувам, во Александрија. Огромна разлика. Бидејќи во храмот во Ерусалим, можеме да гледаме дека таму сигурно биле списите, да речеме, таму се зборувало на хебрејски. Во кој храм? Во Ерусалим. Во кој храм? Првиот или вториот? И првиот и вториот. Според археолозите во Израел нема траги за првиот храм. Првиот храм не постои, а со самото тоа нема докази дека Соломон и Давид постоеле воопшто. Нема, под темелите на вториот храм нема ништо. Израелски, официјални израелски археолози ово кажуваат. Океј, значи не сум истражувал археологија, али ние гледаме дека има создадено во Светото писмо, тоа е запишено и прв и втор храм. Не може да се вратиме и јас ти пред 2-3 години или пред 4 години кога е било создавањето на храмот или не е било. Значи, ние можеме да гледаме историска литература, значи освен Библијата, која друга историска литература ни го потврдува баш истото тоа. Во Библијата знам што пишува и како пишува, ама целата работа е за да нешто биде официјална историја, треба да имаме повеќе докази. Океј, ќе земеме Библијата како централен текст. Дали имаме археологија која што го потврдува тоа? Дали имаме други текстови кои што не се хебрејски или не се локални таму, кои што ја потврдуваат истата приказна? Например, нема ни еден египетски папирус, нема ништо на египетските храмови кои што го потврдува оно што ние го знаеме како Екзодус. Има доста, јас не сум толку истражувал, има историски докази дека или археолошки докази кои се пронајдени во Црвеното море. Имаме карпата која Мојсей има чукнато со дрво по неа да истече жива вода. Тоа е пронајдено исто во Саудиска Арабија. Доста информации се скриени. Најголемата библиотека која била во првиот век, да речеме, или нешто така во Александрија која е формирана, доста од тие книги кои се биле таму се уништени или се префрлени во Ватикан. Така да не можам да ти дадам образложение за овој одговор. Не сум информиран со некои други научни докази и дали ги има, сигурно ги има,
јас ќе пронајдам, па Така. за Ајде ги спомна покривната книга на Енох, која што јас ја имам тука, може гледачите повеќе пати имаат видено. И Енох и Библијата, всушност и официјалниот текст на Библијата се спојуваат преку стихот од глава 6 стих 2. Значи, прва книга Мојсеева, глава 6 стих 2. Кај мене, барем вели, тогаш синовите Божи, гледајќи и керките човечки, дека се убави, ги зема кои што ги сака за жени. И си ја читал веројатно Енох. Енох почнува тука, образложува и кажува кои се тие синови Божи. Кои се овие синови Божи? Што ни кажува Библијата за нив? Види, многу луѓе, бидејќи кога се гледа, значи синови Божи се мисли за ангели или за Бен Елохим. Бен Елохим, така е. Да. Тие се наши, кажено, ангели или самиот збор Елохим, значи некој што ќе суди, некој што е јак, или да речеме самите ангели може да се преведат како преносители или посланици, да речеме, нешто. Во небеските, да речеме, дворови дошло до побуна меѓу Сотона и Бог, и овие луѓе, и да речеме, тие се синови Божи почели, тук се во овој контекст се гледа дека овие се ангели кои се, да речеме, пали ангели или демони, кои су имале односи со људски жени. Во книгата Енох точно се упишани, да речеме, кои се тие, има ги по име дадено. Така. Значи, тоа се ангели кои се побуниле против Бог. Не сакале да слушат. Самиот збор побуна е непослушност. Значи, се побуниле против тоа што Бог го има створено. Они, мислам, и сам Сотона се спомнува во Светото писмо дека сакал да се изедначи со Свевишниот, а самиот збор Сатан на хебрејски значи противник. И тие се, да речеме, демони кои се побунили против Божјата одлука и направиле нешто што не требало да го прават. Што е тоа што го направили што не треба да го прават и каде е всушност доказот дека таа војна на небото се случила? Во Стариот Завет ја нема. Да, окей, прифаќаме дека се паднат тие, да речеме дека јас прифаќам дека овие синови Божи, иако ги кажува синови Божи, Бен Елохим, се паднат тие ангели, да прифатиме дека тоа, ама каде е доказот дека паднале? Во Библијата го нема. Да, ама кога се гледа контекстот, се гледа дека дошло до одреден број на синови Божи кои се побуниле против самиот Творец и не сакале да бидат створенија. Проблемот е и самиот во почетокот Сотона ја изманипулирува Ева и кажува ако јадеш од овој плод, ти ќе станеш како Бог. Самиот Бог го потврдува. Да, али контекстот е следен затоа што имаме доста нејасни, да речеме... Еве, знаеш каде го потврдува? Значи, јас не зборувам на памет. Глава 3, прва книга Мојсеева, стих 22. И рече Господ Бог, ете Адам стана како еден од нас. Значи, Бог потврдува тоа што наводниот Сатана му рекол дека ако јадеш од дрвото на спознанието на доброто и на злото, ќе станеш како Бог. И во глава, односно во стих 22, и рече Господ Бог, ете Адам стана како еден од нас. Го потврдува тоа.
Самиот Бог го потврдува тоа, значи. Јас не гледам никаква страшна работа тука, не гледам грев. Напротив, потврдување на зборовите на Бог. На наводниот Бог. Добро, али во контекстот се гледа кога се следниот стих што зборува. Стихот вели дека тогаш Господ Бог го изгони од градината Едем за да обработува земјата од која што беше земен. И откако пак го изгони Адама, постави на исток пред градината Едем, херовим и огнено оружје, кој се вртеше и натаму и наваму за да го пазат патот кон дрвото на животот. Затоа што истиот стих кој што јас го цитирам, целосно вели, знаејќи што е добро и зло, но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот, па да вкуси па да живее вечно. Што значи едната работа, едната половина од станувањето божествени кај луѓето се случило со едното дрво, другото дрво е за живот вечен и овој Бог вели не смее да вкуси, не смее да живее вечно. Надвор, дури става огнено оружје. Значи, ако ова не било нешто конкретно, ако не се случило така, ако не опишува нешто конкретно, туку наводно некаква духовна едемска градина, огнено оружје ставил кој што кажува дека се врти лево и десно, значи го покрие целиот радиус на влезот. Јас не знам како поинако да го интерпретирам ова. Еве го контекстот, велиш од контекстот да го извадим, јас ти го вадам контекстот. Поред, значи, можеме ова да оставиме тема за друг пат. Нема проблем. Јас ќе истражам точно за синови Божи и за овој стих што да речеме се зборува како дошло до погона на овие напали ангели. Еве, додиме малку понатаму. Што всушност треба да представува земјата? Еден вид на зоолошка градина за луѓе, бидејќи нели е место кое што е рамно, покриено со купола, од кое што нема излегување. Што всушност, како ти ја гледаш замислата на тој Бог кој што создал ваков свет? Наспроти нели она хелиоцентрична теорија кај што се врти околу се и дека сето тоа е еден поинаков небесен часовник. Зошто мислиш дека е направена ваква една земја? Секое ние како луѓе сите сме створени, значи на нас не е дадена власт да контролираме и да речеме и риби, и животини, и да речеме и растенија. Има луѓе кои својата власт се искористуваат на погрешен начин. Или ни наметнуваат нивни поглед, испланиран план на кој ќе не контролира. Добро. Бог не сака никој да биде роб. Да речеме. Колку повеќе луѓе има кои се независни од системот, значи да речеме независни со храна, со вода, со струја сега во модерно време, тие луѓе се најголема претња на овие луѓе кои го имат направен системот, да речеме, демократија. Или демос се луѓе, кратија е владавина. Значи, во демократија е направен толку голем систем, да речеме, што јас не го подржавам, али морам поради тоа што сите сме, да речеме, во ова чорба или во ово тенџере. Значи, според мене, тоа што сме затворен систем, значи нема, да речеме, вртење или некои други работи, ни дава отворена слика дека се што имаме е створено за нас. За да имаме ние цел како луѓе, како браќа, сестри, тоа е да ствараме добри луѓе. Да ствараме и да живееме, да се дружиме и да пренесеме информации кои ги знаеме. Ако ние не живееме за никој, ние немаме смисла за живот. Пример, има некои луѓе во светот кои сака да не контролираат, разбира. Мислам,
на твојот канал има доста луѓе што го знаат веќе тоа. И да речеме, луѓето кои размислуваат со своја глава, проверуваат и размислуваат критички. Дали денеска, ако на вест или од некој човек слушна дека имало војна, дека тоа се психички или да речеме манипулаторски техники на кои ни се наметнува на нас страх. Страхот кој ќе се наметнува значи контрола. За време на пандемија се створи таков голем страх меѓу луѓето за што контролата беше многу голема. Луѓето им беше страх да излезат од своите куќи, станови, затоа што видува дека тоа им успева, разбираш. Сега луѓето кои се пробудени, кои доста луѓе има кои од бол и патња се механизам за да Бог не зачува од самоуништение. Некој пат е потребно да дојдат некои лоши работи за да луѓето почнат да размислуваат. Додека јас за мој пример сакам да кажам, не сватив дека тоа е направено за некој да ме контролира мене. Пример, јас не можам да сменам некој друг, или можам да почнам од мене, можам да почнам нешто во мојот живот да менам, али ако можам да помогнам на некој друг е веќе голем благослов, или да речеме. Тоа е нешто што е људско или човечност. Така да моја порака е за да се почне да ни се отворат овие духовни очи, затоа што луѓето се неинформирани. И затоа реков пред малце, било која Библија да се чита е нешто чекор што ќе не приближува кон информации. Информацијата е клjuč за сите нас, бидејќи во Светото писмо пише дека нашата борба не е со тело или со крв. Значи, нашата борба е со духовите кои не ја гледаме. Добро, во тој смисло, како треба да го сватиме оно старозаветното око за око, зап за зап? Или уште повеќе новозаветното, каде што Исус вели, јас не сум дојден на овој свет да донесам мир, тука да донесам меч. Овие две работи, значи, мене ми создаваат една голема нејаснотија, да речеме. Обидувајќи се да ги разберам сите оние луѓе кои што повикувајќи се на Библијата сакаат да зборуваат за љубов, за мир и за почитување меѓу сите луѓе, работи, концепти околу кои што сум согласен и јасно, повикувајќи се на библискиот текст ги имаме и овие стихови каде што се говори, би се рекло, спротивното. Бидејќи во Стариот Завет се зборува за држава која е формирана во Израел и на нив ми се дадени, да речеме, закони, заповеди, по кој начин треба да се спроведува правда. Сакам да кажам, Стариот Завет мора да се разбере дека сите прописи кои се дадени таму важат и денес. Али бидејќи немаме храм кој е постојал во Ерусалим, пример во Саудиска Арабија, во исламските земји се применува некој овој шеријетски закон што е земен од Светото писмо. Имат многу строги ригорозни правила на кои треба се однесува. Новиот Завет е следен, затоа што ако го читаме ние условно текстот до да речеме до последната книга во Стариот Завет и Стариот Сојуз со Бог со човек, е следен. Луѓето за да се приближат кон Бог морале да дадат жртва. Самиот збор жртва на хебрејски е корбан. Самиот збор КРБ, тие се три букви кои значат да се приближиме. Значи, гревот е тој што не дели нас од Бог. Сега во Стариот Завет или во Стариот Сојуз
луѓето се приближувале кон Бог на тој начин што принесувале жртва. Жртва требало да биде од чисто животно, да речеме јаре, јагне, коза, овца, срна, крава, теле. Тие се, да речеме, некои начини што човек кога ќе направи грев, тој се одделува од Божјата љубов или да речеме гревот е тој што не дели нас од Бог. Стариот завет е следен. Некој направил грев, за да се отстрани тој грев, морало да донесе жртва од животно потекло, да ја пренесе, да ја даде на свештениците во храмот, ги става човекот раците врз главата на тоа животно, ги исповеда своите гревови, животното се коле и се пали. И на тој начин Бог ги опростува гревовите во Стариот завет. Во Новиот завет, Исус, да речеме, ќе го спомнаме и неговото име, кое е хебриско оригинално, кој го имаш ти истражувано. Ти имаш истражувано дека е Јешуа бен Нун, бен Јосеф. Тоа е неговото оригинално хебриско име, али во неговото име се кријат малце тајни. Јас ти пуштив едно, да речеме, едни докази кој е неговото оригинално име, ќе го спомнам јас. Затоа што во Новиот завет Исус Христос е таа жртва која се принела за сите нас. Сега, ние мора прво да се запознаеме на кој начин Бог ги опростил гревовите во Стариот завет. Мора да се запознаеме дека Бог е милостив, жалост, спорна грев и обила милостраđe. Дали станува збор за ова што ми ја прати добро откривање сакривеnog и одбачеnog име на Отца Небескog, тоа? Да, тоа е исто, значи може да го отвориш, што е, да речеме, тука се дефинира значењето на зборот Господ, да бидеме јасни, бидејќи има многу луѓе кои го тумачат, да речеме, Господ, бидејќи само да се наврзам тоа, ќе го кажем и за Божјото. Новиот завет е следен, значи Бог слегнал во лудско тело, ги презел сите гревови на себе и бил убиен или разапен на крст или на дрво за сите нас. И ние преку неговата жртва можеме само да имаме простување на гревови. Не е потребна корбан или жртва. Во неговото име зборот Господ потекнал од 4 букви. Тоа е палеохебријски, Јуд-Хе, Вав, Уа-Хе, значи тие се 4 букви, Јуд-Хе, Уа-Хе, и се интерпретира, некои луѓе го интерпретираат како Јахве, некои го интерпретираат како Јехова, али вистината е следна. Вистината за овие 4 букви означува Јахуа. Самиот збор Јахуа има темелно значење во името на Исус Христос. Името на Исус Христос се темели на зборовите Јаша и Јахуа. И кога се спојат тие два збора, означува Јахуа е спасење или Господ е спасење. Интересно затоа што и самиот збор Јаша значи спасење, а има пример други интерпретации за Јешуа. Јешуа значи плачење за помош, а Јехова е уништење, или Хова само е уништење. Интересно да го погледнат луѓето овој текст кој е даден кој го имаш ти сега на... Еве го споделувам сега, се гледа на екранот, значи. Еве име сина Јахашуа, значи го има целото ова, Јашуа спас. Така, ќе ги споделиме си овие документи, Стефан, значи не е проблем. Тоа ми беше, значи, да се спомене името Господ што значи, или трета Божја заповед не го споменува и напразно името Господово или Адонај. Значи, самиот збор Адонај е Господар и кај нас е пренесено како Господ.
А додека вистинското име е дадено, пример, прв пат се гледа кога Бог му се јавува на Мојсија и му кажува јас сум оној кој ќе бидам или јас сум оној кој сум. И моето име е Јахуа, не е некој нешто друго. Значи Бог има име. Значи самиот збор Господ, кога се спомнува во Стариот Завет, во Новиот Завет, се однесува делим, повеќе се однесува на тие 4 букви кои се запишани во Добро, ово што само што го цитираше во Стариот Завет е Ехеех, Ешере, Ехеех. Значи повторно јас сум тој што бев, што сум и што ќе бидам. Значи нема врска со Јехова, исто како што на одредени места самиот Јехова или Јахве кажува дека на одредени ликови им бил познат по друго име. Например, Богот кој што го обожувал Аврам или Аврам, самиот, значи Јахве му кажува на Мојсија дека на Аврам му бил познат под името Ел Шадај. Додека она што го спомнати како Адонај е всушност името кое што на грчки е Кирие и буквално значи тоа Господ, ама евреите го користат како замена за Јахве баш заради таа заповед каде што не треба да се споменува напразно името Господово, па тие не знаат кога е напразно, кога е со цел, па го имаат заменето комплетно и евреите се држат до тоа, не го изговараат Јехова како име, туку зборуваат секогаш Адонај. Ама Адонај е како еден вид на надимак, кој што им дошол како згоден за да го заменат, да не испадне дека напразно му се обраќаат. Затоа што во неговото име има скриени пораки. Добро. Во кој од имињата? Едно вистинско име, Јахуа. Добро, Ел Шадај? Ел Шадај е титула. Свевишен. Свевишен, како да кажам, значи некој што е најмоќен. А Елион? Тоа е некој исто значење. Значи Ел Шадај, Елион, како се имат доста, да речеме, они на место Јахуа знаат, кажуваат Хашем. Хашем е тоа е името. Нема смисла затоа што самиот збор Сабаот исто. Јехова Сабаот, нели, го имаш по подоснежниот текст. Значи, интересното е дека ти имаш едно име, Стефан, ајде, ќе оставим и презимето Алексовски, и сега јас да почнам да си измислам имиња. Ти си Стефан, ама можеш да бидеш и Ангел. Алексовски, ама можеш да бидеш и Стојановски. И ако одиме на смислата дека се сето тоа имиња и презимиња, да, во право си, ама јас се поголемата логика во смисол, штом библискиот автор кој да е одбрал во тој стих, во тој текст поинаку да го напише името, има некаква порака. Дали тука се согласуваш со мене дека разликата во пораката штом се употребило друго име постои? Намерно е скриено тоа име, значи Јахуа, затоа што они сматрат дека изговарајќи го тоа име, они богохулат или да речеме го навредуваат Бог, бидејќи ја прекршуват третата Божја заповед, која гласи не изговарај го напразно името на Адонај, пример, или Господ твој Бог. Во самиот текст, да речеме и во Новиот Завет, кога Исус Христос им говори на фарисеите, јас дојдов во името на татко ми, а вие не ме познавте. И сад тука кога говори он у контекст, он им спомине да тоа име е Јахуа, а самото негово име е Јахуша, што значи
Јахуа е спасение. И они ту во тој период се сакале да го каменуваат затоа што он го рекол ова име кое е скриено. Пример, на многу луѓе има познато и Јахве, и Јехова, и речеме и имат некоја интерпретација Јаве нешто, али ова е скриено име затоа што сега во последните година, дена-две, се открива дека тоа е вистината. Значи, не може да има две имиња. Интересно е затоа што и Исус коментира дека заради моето име ќе бидете прогонени. И тоа на многу места да се спомнува, во, да речеме, во одредена во Филипи посланица се спомнува дека нема друго име под небото и под земјата на кој луѓето може да се спасат. Значи, самото име има тежина. Така, добро, ајде сега да одиме малце да бидеме, како да кажем, да ги извулгаризираме работите за да добиеме некаква смисла. Сиот тој период кога се случувале овие работи, нели зборуваме за еден избран народ кој што се евреите, нешто што е апсолутно неприфатливо за мене, но ете, зборуваме дека тој библиската логика избран народ. Во сиот тој историски период кога се случувале овие работи, да претпоставиме дека сме некој абориджин во Австралија или некој домороден индијанец во Јужна или во Северна Америка или некој викинг горе во Скандинавија. Нема интернет, нема сателити, нема ништо. Не знаеме што се случува таму некаде на Блискиот Исток во Ерусалим, а ете се случува, значи се одлучува историјата на човештвото. Ама и овие луѓе биле дел од човештвото, се родиле, живееле и умреле без сознанието дека некаков си таму Бог дошол и се обзнанил помеѓу својот избран народ или дека нешто подоцна дошол неговиот син, па спасувал, па правил чуда. Што останува од овој дел од човештвото кој што никогаш не допреле до овие идеи? Како сега сето тоа? Ако универзален Бог е универзална религија, како тоа генерации луѓе живееле, а нивните наследници, конкретно луѓето од Латинска Америка, морале да бидат половината убиени, за да другата половина се убие дека треба да го прифати Спасителот. Од конквистадорите на Шпанија, нели? Да, има многу речеме убиства направени од страна на инквизиторите после Христа. Значи во земјата Израел, кога е била формирана државата Израел, било создадено 12 племена Израелови или 12 сина на Јаков, кои излегле од египетско робство и преку, речеме, преку преминот на Црвеното море, дошле, да речеме, до одредена граница во која Бог морал да интервенира на посебен начин, да речеме, луѓето кои се побуниле против неговите закони морале да бидат истребени или 40 години патувале по пустината за да нивните потомци влезат во ова обеќана земја, или како да кажем, обеќана. Земјата која е обеќана. Кога се формира, да речеме, државата Израел, се чистат сите, да речеме, домородни населени, да речеме. Да, канаанците во земјата канаанска се ставаат на ношеве, конкретно. Така. И тоа ден денеска продолжува. Палестинците ден денеска се убивани и се истребувани во име на тоа дека не треба да се отстранат од таа земја каде што избраниот народ треба да живее таму. Мене како на човечко суштество ми е тешко прифатливо тоа, дека треба да еден народ да дојде со нож да го убеди другиот народ дека Бог му е дал право да владее над него, односно да има таа земја.
Затоа што тие луѓе, кога гледаме, да речеме, пред кога е формирана државата Израел, тие се кананци, аморејци, да речеме некои други народи, кои Добро. зло во Божите очи. Има многу пагански ритуали кои правеле тие народи и затоа морало да има чистење. И делимично не се сите били исчистени, некои останали да живеат со израелците. По смртта, значи сега влегуваме во државата Израел, народот се формира држава Израел, потоа израелците и се побунуваат против Бог, не сакат Бог да им биде, да речеме, цар или владар, сакат да биде некој човек, па Бог ги става како да речеме пророци, како што е да речеме пророк Самуилу, и Бог му се јавува на Самуилу и му кажува дека израелците се бунат против неговата одлука и Бог преку Самуилу им избира цар. И од тука настанува, да речеме, таа царска држава, што, да речеме, владар е човек, не е Бог. И со создавањето, пример, на Самуилу, после со смртта на Самуилу иде цар Давид. Давид значи љубljeni. Давид успоставува големо царство и расширува државата. После смртта на Давид иде неговиот, да речеме, син Соломон. И он на Соломон му е дадено како да го изгради храмот и го ради храмот во Иерусалим. А после смртта на Соломон иде неговиот син Ровоам и тука се поделува царството Израел. Царството Израел се поделува на два дела. Јужното царство е Јудеја, таму кај што е Иерусалим, и мало племе Венијамин се заедно со јудејците или јахудејците, Јахудим, тој е оригинален израз. А другите 10 племина прават своји олтари, пренесуваат, да речеме, жртви таму кај што не треба, и тие 10 племина се протерани за секогаш. Сега И сега дали всушност таа ветена земја е денешната земја Израел? Дали се поклопува ветената земја со тоа што денес е Израел? Ветената земја е многу маленко парче од тоа што е било. Значи, еве, на пример, јас ова што го споделив, за мене е ова, значи, неостварена ветувањето. Значи, прва книга Мојсеева, 15 глава, стихови од 18 до 21. Вели, во тој ден Господ направи завет со Аврама велејки. На потомството тоа му е давам ова земја од реката во Египет до големата река Еуфрат. Значи, од Нил, значи цела Египет до Еуфрат во Месопотамија, тоа е многу поголем дел од оно што значи денеска Израел. И вели, земјата на кененејците, кенезејците, кадмонејците, хетејците, ферезејците, рафаинците, аморејците, хананејците, гересејците и јусејците. Дали ова значи дека сите овие луѓе, макар и да прифатиме дека биле обожувачи на пагански идоли, не знам што, дека единствениот начин било да се сотрат, гледаме дека било да се сотрат, па да се оствари, нели? И ако се вратиме назад во првата глава, ако Бог ги создаде луѓето, значи и овие се негово создание, и овие тука што ги набројува, не се создадени од ѓаволот, сите луѓе се создадени од Бог. Зошто сега треба еден избран народ под врста на самата врста која што создал Бог да ги уништува? Има две опции. Или ова е еден трибален или племенски лидер кој што вели одете напред и убивајте, или кога ги создал луѓето Бог имал лош ден, па ги создал овие кенејци, кенезејци, хетејци, фрезејци, рафаинци, имал лош ден, па создал погрешни луѓе.
За таа тема има, да речеме, доста аргументи, затоа што тие луѓе имале некои примеси како 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 големи луѓе, како да кажем. Джинови? Да. Повеќе Добро. од нив биле, да речеме, примеси со огромни коски, да речеме, овие енаки рефаимите. Нешто тоа е како зликовци, тоа се луѓе кои не постапувале правилно во Божите очи. И затоа требало да се истребува. Во контекст после гледаме дека некои од тие джинови уште живееле и, речеме, и уште, да речеме, обстанале. Не биле истребани до крај. Бидејќи ова земја што спомнати во која е било обеќана на Аврам, требало израелци да ја преземат. Тие не ја преземале, како што треба да ја преземат. На нив, да речеме, тоа што го зборав сега, кога дошло до раселување на овие, на 10 племиња од Израел, тие биле раселени низ цел свет. Добро, дали едно од тие племиња, малце скокам од тема, дали едно од тие племиња се населило јужно од Македонија? Да. Значи, За кој племе станува збор? Станува збор за племето на Гад или неговиот син, се спомнува или Рие, или кај нас е познато Арилие. Тоа можеш да отвориш оваа книга која ја пуштив, кратка историја Срба. Во оваа книга се опишени, да речеме, овие историски, да речеме, факти, кој едно од овие племена Израелови е доселено во Будва, и од Будва е, да речеме, сам Херод кажува дека писменоста почнува од Будва. И ја донесел некој феничанин, да речеме, Ф и В се скоро исти, винчиска култура има тука на Балкана оставено. Да речеме, тоа се истите Ф феничани, да речеме, од винчинска култура, се населени тука на Балкана. И они најчесто се, да речеме, Далмација и денешна Будва, и од таму почнува да се раселуваат низ цел Балкан. Така да јас сум сигурен дека ние сме потомци на едни од овие Израелови племиња. Добре, јас не се согласувам со тебе, јас мислам дека македонците, со самото тоа, сите словени сме нешто посебно, различно, самиот наш јазик и комплетната различност од семитските јазици го потврдува тоа, а во моето прашање претпоставував, односно, мојата алузија беше на племето Дан, односно, она племе кое што подоцна кај Хомер го наоѓаме како данајци, односно денешните грци. Ама добро, веројатно во различен правец го толкуваш ти прашањето. Јас во ниеден поглед не можам да се согласам дека ние како македонци и ние како словени имаме било каква врска со било кој од 12 племиња на Израел. Затоа што во добар дел од историјата, од она време кое што го зборуваме ние, нели, на Мојсе, па подоцна и на Давид и Самуил, ние никогаш не сме биле монотеисти, напротив, сите македонски кралеви од древноста сите биле политеисти. Вклучително и непознатиот Александар Македонски. Тоа ти, мислам, препорачувам за луѓето кои гледаат подкастот да ја прочитат оваа книга кратка историја Срба. Има тука, ќе ја споделиме ние во описот. Да се прочита оваа историја која е запишена, да речеме, од пред 700-800 години пред новата ера, како се населени
да речеме, доста племени тука на Балканот. А исто за Дан, јас имам слушно пример, Дунав или Данска се потомци и по тој Дан се добиени тие имиња, да речеме, од племето на овие 12 израелови племена, кој еден бил Дан, а самиот збор Дан на хебрејски значи судија, или имаме име кое се спомнува во нашиот дијалект или на сегдени свет, Даниел, а тоа значи дека Господ е мој суди или Елохим, или да речеме некои други ствари. Значи, ова ја препорачувам луѓето да ја прочитат. Имам уште една книга за како луѓето да станат, како ако не сакат да ги гледат овие емисии на Мирлу, може да прочитат книгата, да речеме, Религија за почетници. Исто и во оваа книга се опишува на кој начин луѓето може да се приврзат кон Бог, и самиот збор религија значи потекнува од два збора латински релегаре, што значи поновно копче, поновно да се прекопче кон Бог. И таа сега ќе ја споделиме пак и таа религија за почетник, еве switch screen, еве тука сме, да. Религија за почетник е од Мирољуб Петрович повторно, да. Добро, повели? Панато? Тие се интересни две книги да се споменат за ако луѓето сакат да имат малце поширока слика зошто религија. Бидејќи никој од нас без да прочита нешто не може да добие информација или без да слуша нешто да се информира. Има интересни факти кои се запишени во оваа книга, за да можат повеќе луѓе да знаат на кој начин можат да се приближат кон Бог. Бидејќи ако ние сме, да речеме, одвоени од Бог, тоа е обичен живот кој се однесува за телесно, за материјално, не се спомнува или не се одвојува време за молитва, за, да речеме, за покаяние, за некои други ствари кои може да не приближат кон Бог. Јас имам доста искуство на кој начин Бог се мешал во мојот живот и како ме избавил од многу црни дупки. Пред да ни го споделиш твоето искуство за тоа, јас морам да те прашам последно провокативно прашање, тоа дали всушност сите ние го носиме белекот на наводниот првобитен крев кој што ги имаат направен Адам и Ева, и дали по самото тоа сме родени како грешни, според твое убедување? Да, сите луѓе кои сме створени, сме склони кон греф и носиме, да речеме, од нашите предци Адам и Ева. Тоа што они го имат направено, тоа е нешто што е заповедано да не се прави, а они го имат направено. Така да, за се има решение, значи за Бог има дадено пророштво, да речеме, уште во првите стихови кога има кажано дека ќе се роди син или дете кој ќе застане на да речеме највеќе непријателство измеѓу тебе и жене, и измеѓу твог семена и нjenog семена. Оно ќе ти главу здробити, а ти ćeš ga за пет уранити. Во овој стих се спомнува пророчанско, да речеме, откровение на кој Бог дава, да речеме, на кој начин ќе стави, да речеме, непријателство и ќе ни даде на нас откупнение или, да речеме, начин на кој ние можеме да бидеме, да ни се опростат гревовите, начин на кој ќе ни се опростат гревовите.
Така да, едно е да знаеш или да веруваш дека Бог постои, а друго е да имаш секојдневен однос со Бог. Еве сега ќе ни кажеш ти за твоите црни моменти и за тоа како во твојот живот се има пројавено Бог и јас тука навистина ветувам дека нема да се мешам затоа што личните искуства се нешто кое што е само лично и јас тука немам што да додадам повеќе. Како млад, како дете, сите сме склони кон грев. Имам правено некои работи кои не треба да се прават. Не знаев дека тоа што сум го правил лошо е грев. Со читањето, со почнување на гледање на овие емисии од Мирослав Петрович и коментари Библија, јас сфатив што сум сгрешил. Али пак на некој начин го правев тоа што не е угодно во Божите очи. Во една прилика, да речеме, кога сакав да правам нешто што не е добро, да речеме гледање на порнографија или мастурбирање, ми се јави глас, бев сам во соба и ми рече дека ако го правам тоа, ќе умрам. Тоа се случи негде околу 2023, јануари, февруари, да речеме, и од тогаш јас сватив дека имам право на лоши работи, дека треба да дојде до покаяние, до тоа што го имам слушно, што е запишано во Светото писмо е точно. Почнав да речеме со проучување на Светото писмо, а пред да почнам имав некои црни мисли, имав да речеме некои лоши работи кои да речеме бев 2 пати или 3 пати на смрт, не можев да дишам, бев да речеме при крај со мојот живот. И одеднаш се појави светлост, значи имаше некоја интервенција кај мене за да не го изгубам мојот живот. А потоа, да речеме, со проучување на Светото писмо имав и некои визии кои не се добри, да речеме, за мене, и решив, да речеме, со завршувањето на пета книга Мојсеева да се консултирам со свештеник. Значи, проблемот е кога ние сме правиле грев и не сме знаеле дека е тоа грев, а го држиме во нас, тоа дава аргументи, дава да речеме сила да не напаѓа Сотона, да ни наметнува сонови, да ни наметнува визии, да ни наметнува разни мисли и едноставно он на некој начин не осудува кај Бог дека ние сме сгрешили по неговиот Божи закон и он има право да не малтретира или едноставно да не обседнува. Не е само тој, туку има, да речеме, нечисти духови се, како да кажем. Кога човек ќе се консултира, значи прво мора да се запознае што е сгрешил, да дојде до негово искрено покаяние сам во себе, а потоа овој грев што го е правил да го исповеда со, дали ќе биде некој свештеник, дали ќе биде некој теолог кој знае за овој духовен свет по кој се работи. И тоа се случи негде околу 2023, да речеме, мај, јуни, од тогаш кога бев јас кај мојот духовни свештеник, со него после моето исповедање, моето срце омекна, се обрза, значи јас сум тогаш нов роден човек и сега можам да кажем дека сум година и пол стар. Не, ова се што било лошо правено се заборава.
за да дојде до таква интервенција, не постои доктор, не постои некој што кардиолог или нешто друго може да направи таква интервенција на човечко срце како што може Бог. Така да со мојот пример сакам да ги посочам луѓето да се интересират за нешто што е узвишено или духовно, да не е само телесно или материјално, да речеме, што го нуди овој свет. Така да тешко е да се живее во овој свет, да се живее морално, да се живее и исправно, да се живее по сите заповеди кои Бог ги е дал за сите нас. Али тоа е некој мој гледање како луѓето како Бог да ги подобија луѓето. Ако луѓето не се интересираат за свето писмо, за религија, како да се приврзат кон Бог, Бог не може да интервенира во нивните животи, како што беше кај мене. Така да, и јас сум нов, ти кажувам дека година ден истражувам, проучувам, на некој начин преку интернет може да се научат многу добри работи, многу лоши работи, може исто така да се научат. Али ако ние дозволиме да не води Бог со неговиот свет дух, тоа значи ќе ни даде информации колку може и повеќе за да го следиме неговиот пат. Така да. Така, Стефан, јас морам да бидам искрен да ти кажам благодарам што одвои време и одвои, како да кажам, дел од едно вака интимно искуство кое што јас го почитувам и пред кое што немам што да додадам. Би те прашал како ти се допаѓа искуството во гостување кај мене, како ти се допаѓа интеракцијата со мене бидејќи си прв пат во овој подкаст и дали очекуваше вака да изгледа подкастот? Супер, мислам секој пат имам пратено порано, али те немам следено, гледам дека имаш доста гости кои се интелектуалци од мене, значи јас се трудам да го проучувам ово што ми е занимливо во оваа област во која сакам да се впуштам, да истражувам, да проучувам. Како мал сум истражувал, да речем, повеќе географија и историја, тоа ме влече. И затоа сакам ова некои информации кои ги имам за познавање, да ги споделам со поголем број на луѓе. Ти благодарам на тебе што го имаш креирано твојот канал. Благодарам на твоите гледачи кои ќе го гледат видеото. Се надевам дека јас ќе придонесам на некој начин луѓето да се заинтересираат за паметни духовни работи, така да и ти преку твојата работа, преку твоите прашања ќе ми дадеш поголема мотивација да можам да истражувам повеќе, да проучувам, да се консолидирам, да видам што имам кажано, како имам направено. Така да Јас не можам да кажам ништо друго освен дека јас тебе ти благодарам за начинот на кој што ги издржи моите провокативни прашања. Сите тие провокативни прашања или мои забелешки не се во правец јас да те обесхрабрам во однос на тоа што го правиш, туку е да разговараме за една иста работа од различни аспекти и јас ти благодарам што ова го прифати само како еден вид на интелектуална расправа, а не како полемика или спротивставени ставови. Освен твојот заклучен збор, твојата порака за нашите гледачи. Значи, повели кажи твојата порака за гледачите и можеме да се одјавуваме. Ништо за твоите гледачи, сакам да им пренесам дека драго ми е што те гледат, драго ми е што те пратат. Така да лайк, шер, сабскрайб и пак ќе се видиме ако да. Така. Татунча канал е канал за обичните луѓе, значи овде можат да гостуваат и обични луѓе, како што сме ние двајцата, јас себе си се сметам за обичен човек, така што од нас обичните луѓе, за обичните луѓе кои што се во публиката, од мене и од Стефан, секој добро.